Почитувани сограѓани, новиот државен буџет кој власта го предлага за годината која престои нема да биде насочен кон решавање на најважните проблеми на Струмица и регионот. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во собранието од Струмица во текот на расправата за предлог буџетот за идната година на Комисијата за финансирање и буџет предложија редица амандмани. Но сите амандмани се одбиени. Се работи за проблеми кои се посочени од страна на граѓаните, особено затоа што и самата владеачка партија во своите програми и заложби пред изборите ги утврди како проблеми. Нема средства за одводни канали за Струмица, за атмосферска вода на улица Младенска во должина од 2 километри. Потребата да се реши овој проблем е наш, на граѓаните. Секогаш кога ќе паднат врнежи, поплавуваат одредени семејства и прават штета на стопанството. Но власта, покрај декларативните заложби, очигледно нема да се заложи за трајно решавање на овој проблем. Одводните канали на населено место Муртино, по должината на главната улица се до влевањето на Моноспитскиот канал, исто така е еден сериозен проблем на жителите и земјоделците. Но и за овој проблем власта нема слух. Одбиен е амандманот и нема да има уредување и бетонирање на каналите по село Дабиле и село Куклиш, кои исто така го загрозуваат нормалното живење и функционирање. Очигледно нема да има ниту нова филтерна станица за жителите на Банско, каде рестрикциите на водата за жал се реалност. Еден од поважните проблеми на пациентите нема да биде решен. Имено одбиени се амандманите и за набавка на поважни медицински апарати за општата болница во Струмица. Нема да има ниту дигитализација на рентген службата. Власта ги одбија амандманите со кои ВМРО-ДПМНЕ побара подобрување на условите за слепите лица, глувите лица и лицата со попреченост, а одбиени се и нашите предлози за подобрување на состојбите во градинките. Да потенцирам дека сите овие амандмани има издржаност во потребите на нашите сограѓани, направени според анализи и програми. Конечно, да подсетиме дека СДСМ Струмица претходно постојано ја обвинуваше централната власт за ненамерно запоставување. Денеска, откако тече петиот мандат на локална и вториот неславен мандат на државна власт, СДСМ го покажува своето вистинско лице пред граѓаните кои за жал ги трпаат последиците. Почитувани сограѓани, на Македонија и се потребни предвремени избори и сериозни луѓе кои можат да одговараат на сериозните времења.